Затоа што не е тоа лице в лице, затоа што на тој начин некаде во просторот се губи одговорноста, која што ако имаме директна комуникација со некого ќе ја сносиме многу посилно, поинтензивно, затоа што емоционалната реакција не ја гледаме веднаш на другото дете, туку тоа ќе биде задоцната реакција или воопшто нема ни да ја има. И нели сме многу послободни, децата имаат, секое дете има лажен профил, дали е тоа на Инстаграм, ТикТок или не знам каде, мислам сега, ајде да не генерализирам, не мора баш секое дете, меѓутоа голем број на деца имаат по неколку профили, позади кои што се кријат. И знаете тоа што го спомна и колешките, ние треба да ги канализираме нашите непријатни емоции. Можеби токму преку тие лажни профили го бараат начинот соодветен, мислејќи дека не повредуваат или некого, односно не се тие криви, никој не знае дека се тие, на тој начин да ги изфрлаат собствените емоции.